Ова истражување повеќе ни потврди некои претходни сознанија, предвидувања и исто така анализи кои од порано ги имавме, но откривме и неколку нови работи. Ова е пилот проект кој опфати 3 мултиетнички средини, како што се општините Чаир, Тетово и Кичево, каде работевме со над 70 луѓе, вклучувајќи актери, засегнати лица кои се во институциите на локално ниво. Тоа што откривме и потврдивме воедно е дека историјата, минатото во Република Македонија се уште многу жива. Но тоа што уште повеќе го засили нашето претходно сознание е тоа дека историјата, минатото, спомениците, споменичното одбележување, именувањето на одредени објекти или делови од градовите, односно општините, како што се улици, училишта и така натаму, е на многу лош начин, на многу неуспешен начин е злоупотребено токму од политичките структури во земјата. Не е важно на која етничка заедница и припаѓаат, политичките центри на моќ ја злоупотребуваат историјата за дневно-политички потреби. И тоа е една загрижувачка ситуација. Забележавме дека луѓето се раздвојуваат по сите основи на ниво на сеќавање или начинот на сеќавање на историјата, историските настани и процеси. Она што очекувавме во истражувањето беше дека барем Илинденското востание, со кое почнува во периодот, значи од Илинденското востание до денешен ден, односно до завршувањето на Скопје 2014 проектот, е периодот опфатен. Се надевавме дека Илинденското востание ќе биде своевиден конектор меѓу луѓето, бидејќи по својот карактер е мултиетничко, мултиконфесионално востание кое на времето ги крена граѓанките и граѓаните во тоа време или поданиците на Отоманското царство против недемократското владење во тоа време, меѓутоа за жал не го видовме тоа. Меѓутоа исто така со сериозен индикатори за национално ниво откривме дека се поделени не само по етничка, односно религиозна основа, туку и на внатре етнички план, односно врз основа на политичката афилијација. Исто така забележавме дека е силно присуството, доминацијата на машкото, маскулинизмот, дека жената, незиното место се гледа во домот, како хранителка, во време на војна, како јатак, како жена која спрема јадење за партизаните или востаниците или било што, освен во неколку мали примери, не гледаме некоја перцепција на жената како активен чинител во историските процеси и во историските настани. Понатаму забележавме дека влијанието на врз граѓанките и граѓаните не се врши само врз основа на медиуми и политика, политики и практики на институционално ниво, туку и во доменот на образованието, и мислам дека тука има навистина многу голем простор за поправање на состојбите.